Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите двобојна торта со праски. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 5 јајца, 120 грама шеќер, 1 прашок за печиво, 120 грама брашно, 40 грама какао, 200 мл течност од компот од праски, 3 лажици ликер од кајсија, 1 ванилин шеќер. За фил 3 кесички прашок за шлак крем, 350 мл млеко, 1 лимон, 100 грама бела чоколада, 3 половинки праски од компот. За прелив 40 грама путер, 200 грама чоколада за готвење. Потребното време за подготовка на овој десерт е 70 на минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата и го додаваме шеќерот. Матиме со миксер. Го додаваме ванилиниот шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, ги исклучуваме миксерот. Продолжуваме да мешаме со лажица и во садот ги додаваме брашното, прашокот за печиво и какаото. Тркалезниот калап за печење го обложуваме со хартија. Го истураме тестото за пандишпан во калапот. Калапот го ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Калапот за испечениот пандишпан го вадиме од ревна. Почнуваме со подготовка на филот. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлак крем и млекото. Матиме со миксер додека шлак кремот ја добие потребната цврстина. На покрупната страна од рендето во садот ја рендаме белата чоколада и кората од лимон. Лимонот го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Потоа го вадиме пандишпанот од калапот и ја отстрануваме хартијата. Го сечеме пандишпанот на 2 еднакви дела. Ја филуваме првата кора пандишпан. Врз филот ја ставаме втората кора. Во садот со ликерот додаваме од компотот од праски. Промешуваме. Со лажица со течноста ја преливаме втората кора пандишпан. Преостанатиот фил го оставаме во готварски шприц. Со шприцот со фил ја украсуваме горната површина на тортата. Праските ги сечкаме на тенки полукругови. Со парчињата праски ја декорираме тортата. Потоа ја сечеме тортата на парчиња. 3 парчиња двобојна торта со праски ставаме на чинија за сервирање. Почнуваме со подготовка на преливот. Во тенџере на оган го топиме путерот. Тенџерето со растопениот путер го тргаме од оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја додаваме во тенџерето. Мешаме со лажица додека и чоколадата се растопи. Со
со лажица од чоколадниот прелив нанесувана врз парчињата торта. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напиете се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!